вчера ден недела, 11.8.2019 година, јас како председател на ПСК Голак Делчево, каде што однапред разговарав со едни пријатели од Индија, реализирав уште еден планинарско алтернативен туризам во нашиот регион Пијанец и во Малеш. Тоа се први гости кои што се од градот Бомбај или Мумбај од Индија и како што кажав во претходен договор, значи тие дојдоа во нашата држава и заедно со мене направивме уште една, значи, алтернативна планинарска прошетка, овој пат исто така по Малешевските планини, така што најпрви поминавме накратко низ нашиот град Делчево и исто така низ нашиот регион Пијанец, потоа се упативме кон градот Берово, каде што накратко ги запознав со историјатот и интересните работи за овој град, како и за Малешевијата, каде што нормално во центарот на градот ја посетивме црквата Роженство на Пресвета Богородица, каде што исто така тие влегоа во црквата, значи се запознаа со некои работи за оваа црква. Потоа се упативме кон хотел Манастир, каде што, значи, овде имавме една кратка пауза, потоа се упативме кон женскиот манастир Свети Архангел, каде што исто така тамо не запознаа луѓето со манастирот. Потоа се упативме кон Беровското езеро, го посетивме спа центарот Аурора, каде што исто така направивме една пауза, разговарајќи за интересни работи од областа на планинарството и се она кое што е поврзано со планината и со природата. Потоа направивме една прошетка околу самото Беровско езеро и на крај се упативме кон Бачилото Клепало, кое што се наоѓа непосредно на македонско-бугарската граница. Тоа е на 1350 метри надморска висина на Малешевските планини и каде што нормално овде имавме еден заеднички ручек со традиционални јадења од Малешевскиот регион и нормално гостите беа навистина презадоволни и кажаа дека со позитивни и убави спомени ќе се вратат во Индија. Инаку тоа според мене и според неофицијални податоци се првите такви туристи, влюбеници во природата и планинари кои што дошле во Брегалничкиот регион и кажав, значи тоа се гости кои што се од градот Бомбај или Мумбај во Индија и кој што град е најголем во самата држава и кажаа дека овие позитивни работи и позитивни доживувања ќе ги пренесат во Индија и се надеваме дека и во наредниот период и во наредните години ќе очекуваме туристи, планинари, влюбеници во природата од оваа голема држава.